Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Позната програмата за 59-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. 9 представи во официјална селекција и 5 од независната продукција во придружната програма. Со интерактивна манифестација денеска во спомен домот на Блаже Конески во Небрегово одбележани 3 јубилеи. Горивата од полноќ поевтинуваат. Уште еден малолетник на мотор дел од сообраќајна несреќа. Од спортот ќе имали Прилеп нов второлигаш. Времето денеска променливо облачно, од утре постудено и повремени врнежи. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова. Позната програмата за 59-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, која е во помал формат. Ќе бидат прикажани 9 представи во официјалната селекција и 5 од независната продукција во придружната програма за време на одржувањето на фестивалот од 6 до 13 јуни. Оваа година има тројца добитници на наградата за животно дело, тоа се Соња Михајлова, Снежана Конеска-Руси и Гоце Тодоровски, а наградата за музика ќе го носи името на Филип Стевановски. Прва представа 12 според мотиви на 12 гневни луѓе од Reginald Rose во режија на Синиша Евтимов, продукција на Македонскиот народен театар од Скопје. 2 Парови од Ана Ристовска-Трпеновска во режија на Ивана Ангеловска, продукција на Драмски театар Скопје. 3 Ричард III од Вилијам Шекспир во режија на Куштрин Бектеши, продукција на Албански театар Скопје. Ричард III е еден од најмаркантните ликови на Шекспир. Воден од болната амбиција, тој уништува се пред себе за да стигне до целта. 4 Слепци од Морис Метерлинг и според книгата Погубни идентитети од Амин Малов во режија на Кендри Мирјани, продукција на Турски театар Скопје. 5 Црно семе од Ташко Ѓоргиевски во режија на Андреј Цветановски, продукција на Народен театар Битола. 6 Бура од Вилијам Шекспир во режија на Џон Блондел, продукција на Народен театар Војдан Чернодрински Прилеп. 7 Рацин, драматург Сашо Димовски во режија на Дејан Пројковски, продукција на Народен театар Јордан Хаџиконстантинов Џинот од Велес. 8 Сите прекрасни нешта според монодрамата на Данкан Мосмилан од Ана Ристовска-Трпеновска во режија на Нела Витошевиќ, продукција на Народен театар Штип. И 9 Пар Распар од Нил Сајмон во режија на Нина Николич, продукција на театар Комедија Скопје. Ова година имаме тројца добитници на наградата за животно дело. Тоа се актерите Соња Михајлова, Снежана Коневска-Руси и Гоце Тодоровски. Им честитам јавно, им посакувам долговечен живот и многу креативности понатам. Со интерактивна манифестација денеска во спомен домот на Блаже Конески во Небрегово одбележани 3 јубилеи: 80 години на македонската азбука, 20 години спомен дом Блаже Конески и јубилеј од 70 години Завод и музеј Прилеп.
Манифестацијата ја пренесе идејата за реалниот лик на Конески со емотивно запознавање со неговите детски и уметнички денови, доловена низ креативни размислувачки игри и перформанси за најзначајните достигнувања во творештвото на Конески. Учествуваа ученици и ментори од Основното општинско училиште Блаже Конески Прилеп, хорот при училиштето, а присутните ги поздравија Мимоза Христоска, директорка на Завод и музеј Прилеп, Мартина Пројческа, директорка на Основното училиште Блаже Конески Прилеп. Градоначалникот Борче Овчески, кој присуствуваше на манифестацијата, упати порака по повод 5 мај, денот на македонскиот јазик. Македонскиот јазик е наш темел, наш завет и наш патоказ. Тоа е живо сведоштво за нашата историја, култура и идентитет. Наша заедничка обврска е да го чуваме, негуваме и пренесуваме на идните генерации. Во духот на мислата на Конески, јазикот е единствената наша татковина, се додека го чуваме, ќе ја имаме и татковината, посочи градоначалникот Јовчески. Од полноќ Евродизел ќе биде поевтин за 1 денар, додека цената на бензините Евросупер 95 и 98, како и екстра лесното масло за домаќинство, ќе се намали за 0,5 денари по литар. Исто така и цената на мазутот се редуцира и ќе изнесува 36 денари за килограм. Новите цени на бензините ќе бидат следни. Малопродажната цена на Евросупер БС 95 ќе чини 73 денари за литар, додека Евросупер 98 ќе се продава за 75 денари за литар. Евродизел и екстра лесното масло за горење ќе се продаваат за 65 денари за литар, а мазутот ќе се продава за 36 денари за килограм. Вчера во 16 часот во полициската станица Прилеп е пријавено дека на улица Цар Самоил во Прилеп мопед без регистарски таблички управуван од малолетник од Прилеп паднал на коловозот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил малолетен сопатник од Прилеп, констатирани во градската болница Прилеп. Извршен бил увид од увидна екипа од ОВР Прилеп. Во изминатите 2 недели животот го загубија 2 малолетни мотоциклисти, а поголем број се повредени. Фудбалскиот клуб Големо Коњари на неколку кола до крајот е на лидерската позиција во третата Лига Југ. Ќе добие ли Прилеп нов второлигаш? Па нормално ние како екипа после толку напори, после толку играчи доведени во клубов, нормално дека очекуваме да го задржиме првото место и имаме утакмица дома, што сметам дека треба да ја добијаме. А нормално и че ја добијаме најверојатно и последната во гости, и пак како шампиони не сакам да завршиме со пораз. Превалец цело време не прати со 4 бода, 7 бода, 8, така да од кого фативме прво место, не го дадовме до крај и мислам заслужено сме на прво место. Временска прогноза. Времето денеска во Македонија сончево и топло со мала до умерена облачност, попладне со услови за изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од западен правец. Во Прилеп минималната температура достигна до 12 степени, а максималната до 22 степени. Следува период на променливо облачно, топло и нестабилно време со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер, наместа во форма на краткотрајно невреме. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.